На 73 години и понатаму е полн со енергија. Ги завршува сите дневни обврски. Секој ден точно навреме е во тетовскиот пензионерски дом, на своето работно место. Гојко Ефтовски за себе вели дека оптимизмот е она што го води во животот. Живост, еден темперамент кој е пред се оптимистички. Така да во животот сум имал секакви ситуации, меѓутоа преовладувал оптимизмот. Од 1960 година работи како новинар во весникот Нова Македонија. До сега, во ниту еден момент не престанал да работи и веројатно тоа е она што му дава сила, вели Гојко. Мојата преокупација се работни оборски, дали овде у Сдружение, дали во новинарството, долго години помина во новинарството, дали малку со физички труд. Битно е дека постојано сум во некоја динамика која ме одржува вака. Првите прилози ги објавив во Нова Македонија, тогаш уште есента 1960 година. Од тогаш сум или редовен, или дописник од Тетово, меѓутоа постојано сум со новинарството, дури и сега. Денеска се одбележува меѓународниот ден на постарите лица, па го прашавме како е да се биде пензионер во Македонија. Грижата на државата за сега е поволна во однос на нашиот третман и од ден на ден се зголемуваат и правата што ги уживаме. Ако некогаш беше проблем да се набават лекови, сега таа листа на позитивни лекови е се поголема. Пензиите се движат со некој ритам, можеби неколку што треба, меѓутоа сепак имаат еден позитивен тренд. Другите бенефиции се исто така од година во година подобри, пошироки и сето тоа го прави македонскиот пензионер на едно ниво, можеби не докрај достоен, ама сепак сме близко до некој достоен пензионерски живот. Пензионерските денови ни смеа, вели Гојко, е добро да се доживеат. Не може да се каже дека се најубавите, но се години во кои може и тоа како да се ужива. Пензионирањето е дел од животот и треба да се свади како неминовност во која човекот треба да бара ангажмани, да бара негде да го исполни времето, да живее со проблеми, но и со ситуации кои ќе го храбрат, а не постојано се жали, ме боли, а боли. Сигурно има болки, меѓутоа болките ќе се надрасат ако се активен. Долг, среќен и безболен живот, се поздравуваат пензионерите меѓусебно. И ние го поздравивме Чичко Гојко на заминување од неговата канцеларија.